Досега се отстранети сите надворешни зидови и прозори, заменети изградени се нови зидови, значи од цигла со изолација, заменета е кошулицата, започнати се да се реконструираат купатилата, исто така таваните се реконструираат, електриката целата се прави нова електрика, како и истата е спуштена во подовите, се санира кровната конструкција, извадени се сите радиатори, ќе се стават нови алуминиумски радиатори. Покрај тоа, значи, започнато е да се прави фасадата, работата на окапниците и почнато е да се местат прозорските стакла, значи започнавме да ги работиме. Јас сум сигурен дека за 15 дена ние ќе бидеме готови со целосната реконструкција на ново училиште. Поставени сте исто така на подовите плочките, очекуваме веќе наредната недела винфлексок да го поставуваме по подовите, така да полека но сигурно ќе се комплетира ово училиште и за 15 дена ќе можеме да бидеме спремни да ги примиме учениците. Така, дали имате контакт со Министерство за образование, дали нешто они дека ветува, следејќи според ова нема ново училиште во Министерството за образование со нас комуницира преку медиумите и најчесто кажуваат лаги. Например, нивните лаги одат до тоа дека средствата што ни ги даваат за функционирање на училиштата, тие ни даваат доволно средства, ама ние не сме знаеле да ги распоредиме. Еве, јас им давам еден јавен повик да ми помогнат за тоа како да успеам 17 милиона денари да распоредам на 10 училишта за 12 месечно нивно функционирање, при тоа да плаќам месечно и сметки за парно грејење од 700.000 денари. Јас како дипломиран економист, поранешен министер, стопанствен и така натаму, немам доволно креативност за да можам тоа да го разрешам, затоа го повикувам Министерството за образование да ми помогне како да ги распоредиме тие огромни 17 милиона денари. И втората работа е смешно е што кажуваат дека тие имаат намера да го градат основното училиште Димо Хаџидимов, али тоа ќе се случи за година или две и така натаму, што јасно кажуваат дека тие ниту имаат издвоено средства во буџет, ниту идејниот проект кој што им го доставивме направиле, односно распишале барем тендер за изработка на основен проект, ниту пак премиерот или било кој од владата реагираше на 4 мои прозивки кога ги ставаа камен темелници на тениските игралишта и карпата овде на територија на општина Карпош. Јас јавно ги повикувам да немаме после било какви расправи за наредната година и што од сега да се подготват за изградба на ново училиште на основното училиште Братство во Тафталиџе. И уште сега им најавувам дека доколку тие не изградат ново училиште во населбата Тафталиџе, дека општината Карпош, како што издвои своји буџетски средства, повеќе од 500.000 евра за ово училиште Димо Хаџидимов, исто така ќе издвои за Братство.